civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денеска во нашето студио е господинот Ерол Шакири, уредник во ТВ21, познат колумнист во Слободен печат, имаме прилика често да го читаме, и новинар. Денеска во својство на новинар, но и на колумнист и аналитичар ќе го прашаме за текот на изборниот процес, нели, за локалните избори. Добро дојде, господине Шакири. Добро ве најдов, Дијана, благодарам на поканата и да ги поздравам сите гледачи на Цивил Медија и сите читатели на Цивил Медија. Според вас, ете, како сакате, од кој агол сакате, фатете го, каква е оценката за изборниот тек во целина, значи за изборниот процес на овие локални избори, што се одржуваат, впрочем, се уште? Па, мислам дека генералната оценка е дека изборите поминаа во навистина еден фер и демократски дух. Мирни беа, без сериозни инциденти. Впрочем, мислам дека до денеска нема и некои представки до Државната изборна комисија. Друг битен момент е што политичките партии не ги оспорија, никој не искочи да оспори некаков резултат негде во некоја општина. Значи, од тој аспект мислам дека генерално, како поминуваме од циклус во циклус, се приближуваме до оние проевропски, да речеме избори. Едно што би сакал да споменам, што е надвор од изборниот процес, се однесува на кампањата, значи пред изборите, до денот на гласање. Јас во мојот живот за прв пат видов, што ме радува тој факт, ја немаше онаа националистичка реторика, онаа етничка реторика која се користеше секогаш пред секои избори, без разлика дали се локални или парламентарни или председателски, се со цел да се таргетира таа одредена група на граѓани кои треба да донесат глас повеќе на основа на таа реторика. За среќа и се надевам дека вака ќе продолжи. Тоа можеби е производ на меѓуетничките коалиции кои исто така ни се случуваат за прв пат на двата блока да коалицираат заедно, што допридонесе фактички да тие се контролираат еден со друг. Што доаѓаме на едно, фактички доаѓаме на ниво пожелното за една држава, а тоа е да се почитуваме едни со други. Меѓуетничките односи ми се навистина болна точка. Во овие 30 години од независност знаеме све што видовме и проживеавме и навистина мислам, без релаксација на тие односи, државата едноставно не може да оди понапред. Денеска сме на едно солидно ниво, би рекол. Може уште малку да се поработи, меѓутоа сме на солидно ниво и затоа ме радува тој факт што конечно политичарите сакале или не сакале дојдоа до тој момент да не ја користат више таа реторика. И да се дојдеме на онака, како секоја нормална држава. Не велам да се сакаме меѓусебно сите етникуми, тоа може и утопистички звучи. И тоа треба да се почитуваме. Денеска сме сведоци, барем на оваа кампања, дека почита, значи остана еден према другиот, спрема коалициониот партнер, да не се користат такви реторики. Тоа е еден факт што многу ме радува. Инаку во ДИК има веќе представки од партиите, но не се како изминатите изборни процеси. Следиме ние од Цивил тоа, па затоа и таа информација ми избегала, значи веќе има. Меѓутоа не се во тој број и во таа голема мерка како што беа во многу изминати изборни процеси. Што се однесува до нели немање националистички наратив на овие изборни процеси, веројатно е тоа што го кажавте. Почита е тука некаде, меѓутоа почита нели треба да се гледа не како почит, туку секогаш како нели тоа го гледат на утилитаристички начин, бидејќи им требаат за бројките, за нивните математики. Јас се надевам дека ќе потреба и по овие предизборни не се коалиции, туку договори и нели збирови. Впрочем, и тоа јас сакам да кажам. Таа реторика која се користеше од политичарите порано. Значи, целта е да се добијат тие гласови, глас плюс. После тоа, после завршување на изборите, сведоци сме дека тоа фактички како да не значило што се кажувало претходно. И они си функционирале во влада, како коалициони партнери, секој со секого. Сведоци сме и на тоа. Значи, никаков проблем. Меѓутоа, последиците остануваат кај народот. Последиците остануваат кај народот. Сега, на овие избори, конечно, значи,
Немаше таква порака, немаше. Се надевам дека нема да има и понатаму, бидејќи знаеме дека има и кандидати од нели со различни наративи во своите приватни животи, ама се надевам дека оваа порака ќе биде, бидејќи гласовите беа мешани така. За изборниот ден. Изборниот ден Како мислите дека како новинар или како аналитичар, како го видовте текот на изборниот ден? Да, па известувавме, значи ние бевме каде што стигнавме по гласачките места и секако имавме отворена линија. Во TV27 се јавуваат секогаш граѓани кои имаат некаков проблем или конкретно за денот на гласањето се јавија со поплаки. Неколку граѓани, ние го евидентиравме тоа, меѓутоа тоа е нешто што и сам можам да го потврдам, пошто на изборната единица каде што јас гласав, значи единствената поплака беше всушност апаратот за отпечаток на прсти. Тоа беше малку конфузна ситуација, во некои места значи не функционираше воопшто, некои места со доцнење, баш поради тоа започна и на неколку места отпечатоци, да речеме, за еден граѓанин од 5-тиот или 6-тиот или 7-тиот обид, кај некого воопшто. Сведок бев и на тоа, пошто 3 пати се вратив јас да гласам, ради тие гужвите. Значи, тие проблеми со отпечатокот на прстите, ја создаде таа гужва, кај што луѓето треба да чекаат, да речем, и до час и половина. Единствените, значи, поплаки ни беа во врска со апаратот за отпечаток на прсти. Меѓутоа, и тоа е и така кој е тој потребен. Сега се надевам на, не за 2 недели, тоа е релативно краток период, меѓутоа се надевам на наредните избори, овој процес ќе функционира максимално, затоа што тоа во една демократска држава е како додатна алатка за конечните резултати да не бидат оспорувани или да нема сомнеш од некого во конечните резултати. Сепак тие беа побарани, тој апарат уред беше побаран од одредена политичка партија, така што точно од опозицијата која инсистираше на тие. Инсистираше, па се надевам дека така и ќе се тера, меѓутоа да се употреби или да се обучат луѓето. Да, впрочем и од државната изборна комисија излегува со изјави, со коментари зошто на некои места не профункционирало. Го спомнаа и тренингот, краткото време за тренинг, потоа споменаа дека некои луѓе кои требало да бидат членови на изборни комисии се откажале во последен момент од приватни причини, потоа треба замена, па замената не успеала да го добие тренингот и така натаму и така натаму. Што би препорачале на политичките субјекти што се учесници сега на вториот круг, на втората рунда, нели, од локалните избори што ќе се случат веќе за 2 недели, неполни 2 недели. Што до сега, што од сега? Или што за тој ден? На кандидатите што останаа во трка би им препорачал, ние исто така бевме сведоци на една политика, односно реторика, кампања која се однесуваше на национални теми. Значи, многу ретко се зборуваше за конкретната програма на кандидатот за градоначалник, туку секогаш се говореше за... беше некако да, точно. Јас би препорачал само да се симнат малку подоле, значи да отидат кај народот директно. Точно е. Факт е дека општата клима во државата знае да влијае на изборите, на локални избори, меѓутоа исто така да не го занемариме фактот дека има голем број на гласачи кои доколку нема канализација, доколку нема вода во својот дом, не го интересира многу што се случува на глобално ниво, кои ни се проблемите со Бугарија или со Грција, туку сака едноставно основните потреби во 21. век да ги има. Тука би мојата препорака би била да се држат до тие презентација на проектите и да не се кандидатите обично знаат да дадат ветувања кои се, да речеме, и неостварливи. Значи да не се ветуваат брда и долини за после, а реално само од прилика 10% може да се реализира од таа програма. Би сакал да биде таа трка една по-реална. Сакате да кажете пораката да иде нивната порака и да им се обраќат на нивните на народот, а не еден на друг како опоненти. Точно, да се симнат доле и уште нешто што би порачал, веројатно сите порачуваат, и самите граѓани тоа го чекаат. Знаете како секогаш се
се говори за политичарите дека 2 недели пред избори се со народот, а народот не го вадат од уста. Значи, генерална порака на сите идни градоначалници, од кога ќе бидат избрани, да не биде само после 4 години ќе се видиме пак, меѓутоа да искочат на терен и да бидат секој ден на терен. Некои градоначалници го прават тоа, меѓутоа некој воопшто не го прави тоа. Може би е до индивидуално, не знам, карактерно, меѓутоа тоа е главната порака. Искочете доле и видете ги проблемите во секој мало. Каква е атмосферата според вас, според вашиот медиум, бидејќи сте на терен повеќе, сега по првата рунда? Како ви се чини? Општо, и на политички план, и на граѓански план. Па сега, како и знаете сега, во неколку места имаме интересни комбинаторики и веќе почна и неофицијални средби помеѓу партиски лидери и сите се некако во исчекување кој со кого ќе се договори и каде ќе кои се математиките, со кој став ќе искочат партиите. Повторно говориме ние за каде ќе го дадат гласот. Партијата не го дава гласот, граѓаните го даваат. Тие може само да повикаат. Да повикаат нивните гласачи во вториот круг, да речеме, да ги дадат за одреден кандидат. Тие може да повикаат, дали граѓаните ги послушаат, тоа не знаеме, ќе видиме. Меѓутоа, сите се некако во исчекување да видат кој со кого како. Да, пошто знаете како е, комбинаториките во централна власт имаме одредени коалиции, сега на локално ниво се прават други коалиции, како тоа ќе влијае на централната власт, на коалицијата на власт, на парламентарното мнозинство, све е во игра и мислам дека некако сите се во исчекување на официјалните ставови на партиите. И благодарам. Ерол, се надевам ќе се гледаме во други прилики за други прашања. Благодарам на вас, ми беше задоволство. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.